Игор Михайлович, рековте дека влегуваме во циклус од 24.000 години, а последиците од влегување во оваа фаза се многу покомплицирани отколку во случај кога човештвото би влегло во циклус од 12.000 години. Сигурно се полоши. На кој начин? Како го објаснувате ова? Па, ние всушност го објаснивме ова повеќе од еднаш, но ајде да објасниме уште еднаш. Ајде да објасниме, да се обидиме на едноставен и разбирлив начин. Да се обидиме да објасниме на апстрактен начин. Само замислите да речеме часовник, бирач на часовник. Ово е бројченик. На часовникот е нашата галаксија. Над него се наоѓа целиот универзум, голем дел од него. Додека долу веќе има галаксии. Добро, тие се на работ на универзумот, така да се каже. И има 12 часот и 18 часот на бројчаникот. 12 часот се наоѓа кон универзумот, додека 18 часот се наоѓа кон работ на универзумот. Што е циклус? И тука треба да има разбирање. Циклус е кога нашата галаксија за време на нејзината ротација додека постојано ротира. Значи циклусот на нејзината ротација е точно 24.000 години. Така два пати е изложена на зрачење. Со други зборови, од Вселената, од универзумот, од галаксиите. Постои, да речеме, таков зрак светлина, како ласер. Само да биде јасно, кој едноставно свети, сјае. Не само на нашата галаксија, туку и на другите галаксии. Агрегација и додавање се случуваат и тоа е многу сурова интеракција и не е светлина, тоа е нешто поинако енергија. Точно, тоа е проток на енергија што се формира со помош на две леки. Не е важно да не навлегуваме во ова сега, тоа не е част по астрофизика. Сепак, ова тешко зрачење кога ќе влеземе во гравитацијска интеракција, во силно изразена интеракција со универзумот, со маси на галаксии по една линија, да речеме. Се качуваме на оваа линија два пати за време на период на ротација. Кога ќе дојдеме до точка, до 6 часот, тоа е циклус од 12.000 години, тогаш целата наша галаксија е над нас. И бројни планети го добиваат овој удар, но кога ќе влеземе во ова зрачење и во тоа време сме во 12 часот, излегува дека сме на линијата на фронтот. На крајот, нашата планета е во раката на Сафара. Добро, во раката на нашата галаксија, планетата се наоѓа скоро на работ на раката и излегува дека ништо не штити. И исто како и многу други соларни системи, ние всушност сме штит за нашата галаксија, за сите планети и системи лоцирани долу. Затоа се случува многу посилен удар отколку кога сме во точката од 6 часот, што значи кога ротираме. Да речеме, овие интеракции кои се случуваат, многу луѓе ќе се постават со прашање како е тоа. Јасно е дека галаксијата ротира, дали ово постојано се случува или нешто. Па галаксијата не само што ротира сама, туку има и спирално движење на самата галаксија. Во Вселената, не само по нејзината оска, туку дополнително. Така, влегувајќи во овој циклус, кога сето ова ќе се спои, овде сме изложени на ваков процес на интеракција, така да се каже. Зошто во друго време не е толку опасно? Бидејќи во други моменти во текот на 12.000 години овој удар се случува по тангентна линија, што значи по коса линија, нема директно зрачење. Овде можам да објаснам користејќи го сонцето на пример. Ова ќе биде многу јасно и илустративно. Зошто среде лете кога е топло? Сонцето е во својот зенит. Нашите денови стануваат најтопли, зошто има праосрак? Или сонцето почнува да заоѓа, или доаѓа есента, на пример. Или е зима. Сонцето, да речеме, е настрана. И излегува дека зракот оди по тангентната линија. Нема директно влијание. Поради оваа причина, тоа е некако топло, но не е многу топло. Тоа е вид на влијание. Или уште подобро. Знаете? Ова е целосно, поедноставно разбирање, да замислеме. Куршум што излетува од пиштолот лета строго хоризонтално и има цел што се наоѓа строго вертикално, значи куршумот прецизно го погодува. И овде природно, ако материјалот не е сосема црв базиран, брзината е доволна, а цврстината на куршумот е доволна тогаш тој да се пробива низ овој материјал, но доволно е само да го смениме аголот на нашата цел за куршумот, да се отргне при контакт
Со други зборови, целта повеќе не е поставена строго вертикално, туку под агол. Така, при погодување на целта, куршумот ќе се оттргне. Истото е и овде, на секој 12.000 години има рефлексија на овие зраци, и тоа не ни нанесува голема штета, но кога има директно влијание, тогаш започнува неволјата. Ова е директно и едноставно.